Добре дојдовте, Иване, во второто ветено видео, во вториот тему хаул, кој што ви го ветив, како што ветив, така исполнувам. Всушност не е баш 100% така како што ветив, зашто јас во првото видео, ако се сеќавате, ветив дека во второто ќе ви покажам како функционира, како ме служат производите кои што ги добив во првата пратка, ама искрен да бидам, немав доволно време за да го направам тој да ги вметнам тие нешта во ова видео. Но, држите ме за збор, што сум ветил, тоа ќе го исполнам. Сега, кога ќе го исполнам, тоа е веќе друга приказна. Се надевам дека нема да ми замерите. Генерално, речиси се што нарачав е фино и окей, задоволен сум. Неколку од производите не ги исполня моите очекувања, ама не е ништо тоа дека ја открив Америка или дека измислив топла вода, зашто веќе 15 години горе-долу, плюс-минус нарачувам онлайн од AliExpress. Очекувањата се тие какви што биле и пред 12-13 години, така што од AliExpress од, да речам, некои 500 досега нарачени производи, 450 сигурно биле супер, така што нема никаква разлика со нарачките од тему. Уште не ми е јасно зашто е толкова галамата што се крена околу оваа апликација. Јас многу сакам да зборувам, кога ќе почнам да зборувам ми нема крај. Имаше неколку коментари од некои од вас дека предолго ми траат видеата, односно видеото ми трае некои 33 минути, мислам дека беше. Така што ајде малку да се потрудам да ја убрзам ситуацијата овој пат во второ видео и се надевам дека ќе успеам во тоа. Како што гледате тука во позадина, пред вас, на екранот од лаптопот, повторно ми е отворена веб страницата на тему. И тука пребарувам јас, не само на апликацијата на мобилниот телефон, зашто некогаш ми е полесно да го правам тоа вака на лаптоп. Немам секогаш нерви да куцкам со прсти на телефон. Она што е многу важно е тоа дека втората нарачка ја направив само поради тоа што тему ми дадоа 20% попуст. Како ми го дадоа тоа? Не знам, ете, во целата таа возбуда на почетокот, кога сите почнаа да кажуваат како им пристигнуваат нарачките, пакетите, па првиот, па вториот, мене некако ми се виде дека не баш толку брзо ми пристигнува пакетот од Кина до Македонија следејќи го преку тракинг со бројот за тракинг, за следење на нарачката. Некако не ми се чинеше дека е така брзо како што очекував и како што другите околу мене велеа дека е. Што направив? Без влакна на јазик, без никаков проблем, без перде, им пишав на техничката подршка на тему. Ништо посебно не напишав, само си го кажав мислењето. Едноставно, малку ми е чудно што на луѓе кои што во исто време со мене нарачале, им стигнале веќе нарачките, а мојата нарачка се уште е во процес на достава. И што направија тие? Ми се извинија и ми рекоа дека сакајќи да ме задржат како нивни купувач, клиент, одлучиле во истиот момент да ми дадат 20% попуст за следната нарачка. И тој попуст беше валиден само некои 5-6 дена ми се чини од тој момент, ама јас не чекав толку денови да поминат. Мислам, знаете како се ставаат производи во wishlist, во листа на желби. Ако некој сака да го дознае тоа, ако не му е јасно, слободно пишите ми во коментар, ќе ви направам кратко видео со инструкции. Еве го пакетот што ми стигна, значи ништо посебно, во обична сивкаста кеса, иако мене повеќе би ме радувало да тоа пристигнеше во портокалова кеса, знаете, она со логото на тему. Првиот производ, вака рандом ги вадам од врекичката и морам да напоменам на почеток дека не сите производи овој пат се за мене. Првото нешто, кое што јас ќе го наречам четка. Ова е четка опишана дека е четка за цртање на, не знам, ситни детали на ногти, ама јас ќе искористам за моите креации. Не знам дали во првото видео ви споменав, ама често знам во слободно време да цртам на каменчиња, знаете, оние мали бели каменчиња, и секогаш сум имал проблем со деталите, особено кога треба да ставам контури, еве како игличка е тенка четката и мене ми ветува вака гледајќи ја. Не е лошо јас да отворам и да ви кажувам колку пари сум ја платил секоја, односно колку пари сум го платил секој производ одделно. Еве да, 33 денари му била оригиналната цена, значи некои 7 денари минус, околу 26 денари ме чинело ова нешто. Инаку лимитот на нарачка од самиот старт кај мене е 600 денари, така беше и овој пат, вториот пат.
Еве нешто друго ќе извадиме од кесето. Одлично. Овде имаме зип кеса. Убаво елегантно се отвора. И внатре стои, еве го ова, интересно джидже, кое што е блузичка новогодишна за мојот миленик, за моето куче. Ќе биде мал бел Дедо Мраз. Следното нешто што ќе ви го покажам е ова тефтерче. Тефтерчето има црни листови, а едностранни се. Ја не знам зашто очекував дека се двострани, дека и од двете страни се црни. Заедно со нив доаѓа и ова дрвце. Го имаат опишано како дрвце од бамбус. Интересното во ова е тоа што кога пишуваш со дрвцево на црната хартија, ќе напишам тему. Видете како пишува. Rainbow, како виножито, во различни бои, колку и да изгледа детско, мене баш ми е кеф за ова. Случајно испадна да биде повторно тетрадче. Да, ова е мала варијанта. Целото ова е во црна боја, односно црна е хартијата. Средно тенки се листовите, квалитетни се, значи не е нешто страшно. И на ова се пишува со маркери во боја, и ова ми се допаѓа многу. Вели such a beautiful night, инспиративно. Малку ме нервира, тука има напишано нешто на кинески, ама на кој друг јазик би било напишано ако не на кинески? Нормално произведено. Родено е во Кина. Кинесче. Одиме со следниот продукт. Еве го ова. Ова како ќе го види човек, нема да му биде јасно баш за што станува збор. Ама, бидејќи јас одамна го имам видено на AliExpress, знам за што станува збор. Ова е како пумпица една. И не, додуша може да биде и за смирување, гледаш, сега ми текна во моментот, ама има некој звук, не. Ова треба вака да стискаш со него и да дуваш, демек да чистиш тастатура. Па ништо посебно искрено да ви кажам. Ако е така како што правам јас моментално, ако не сум ништо грешка, не сум ништо задоволен од ова. Не сум сигурен дали ќе го употребувам ако стварно вака. Еве, не знам. Ќе пробам од после. Маска за телефон. Па добро, ова не изгледа лошо. Многу лимитиран беше изборот кога станува збор за маски за мојот тип на телефон. Не прашувајте каков телефон имам. Не ми е нешто баш пожелено. Добро е тоа што е во црна боја. Црната боја ми е една од омилените. Немаше, како што реков, многу избор, така што морав да го нарачам ова, другите беа со некои цртежи. Вака ми изгледа цврсто и се надевам дека нема да се скрши за брзо време. Ова е сунгерче и прочитав дека си ја врши работата како сега да не кажувам како што. Генерално брише прашина. Многу ефективно го правило ова сунгерче сето тоа. На него има едни такви кои што гледате в длабнатини, кои што помагаат да се собере прашината од недостапни места, следејќи кинезите сакаат да бидат официјални, да нема сомнежи, се да биде под контрола. Со баркод, со се. Овие се, ја очекував да бидат поголеми, ама добро, валјда е таман. Мрежички кои што се поставуваат, леле сега како се вика тоа, во бањата, во купатило, кај што имате насред такво да истекува водата, нели, чисто се собираат влакна и ѓубре, кончиња, па треба да го чистите за да не се затна. Ова се става како филтер врз тоа. Целото тоа ѓубре се собира на филтерот вака и само го тргаш, го фрлаш во ѓубре. Пишува дека е reusable, дека можеш да го употребиш неколку пати едното исто парче. Не знам колку тоа ќе биде
така, но во секој случај многу се ефтини, така што и за една употреба да биде секое не е страшно. Јас заборавив во целиот процес да ви кажувам кој колку чини, ама конкретно ова било 46 денари оригинална цена, а јас сум го платил некои 10 денари поевтино, значи 36-7 денари за 10 парчиња од овие филтри. Ова е футрола за еден уред кој што е познат, а се користи за тутунски производи. Нема да го кажам неговото име, ама сигурен сум дека веќе претпоставувате за кој уред станува збор. Ми се допаѓа, материјалот е супер, овие се стикери, прво пишуваш нешто, или не знам, напишано е од штампано на принтер и спринтано, како и да е, врз тоа го лепиш ова, и материјалот е таков да е гребка. Значи, буквално гребеш. Како, нели, оние инстант лозови на лотарија што ги има. Гребеш за да откриеш што си добил или не си добил. Баш ме интересира како е. Какви ќе бидат. Ова е еден од производите кои што не се за мене, ама нема проблем јас да ви го покажам. Ова е некој гердан, накид, са мајка ми, кој што на слика изгледа многу поинаку, а во реалност многу лош материјал кој што според моите проценки многу лесно може да се скина и упропасти. Не знам, слушате како шушка, некој материјал. Ова овде цревцево е како од некоја имитација на... Па ова што е, гума некоја. Малку да го потегнеш ова, мислам дека ќе пукне, ама сум сигурен дека барем за една употреба ќе помине. Еве го ова нешто кое што ја долго време барав тука, никаде не успеав, замислете, да најдам нешто такво и ова случајно ми испадна. Ова би било за мачка поводно на најверојатно повеќе. Глувче, кога што гледате, глушец, малку грозно изгледа за оние кои што не сакаат вакви животинчиња, ја немам проблем со тоа. Мислев дека е на батерии, ама не било, има и опавче кое што веројатно се мрда, треба да се навие тука на ова и тоа треба да оди по подот и мачката да го брка, да се занимава, да си игра со него. И јас мислам дека многу брзо би се расипало, ќе заглави и толку. Одиме со следен производ. Runner, новогодишно божиќен, ништо посебно, материјалот знаев дека е ваков. Еве го. Ништо, само дизајнот ќе ви го покажам каков е со овие божикните звезди. Стварно не знам зашто нарачав пенкало. Кога толку многу пенкала имам по дома и кога се толку многу достапни насекаде околу мене, ама добро, јас, нели, да нарачам. Многу сакам вакви пенкала, особено сакам оние што кога пишуваш имаат еден ефект, знаете, како суво пишување. Такви сакам. Не сакам кога пенкалото вака, кога ќе пишуваш со него, лесно се размачкува мастилото. Тоа ме иритира, затоа што при пишување, кога ќе допрам со прстот или со дланката, веднаш мрлјавици некои се појавуваат. Се надам дека нема да биде ова такво, но и да е голема работа. Сигурен сум дека е 2 денари. Еве го и ова пакетче. Видите како они све тоа пакуваат како што треба. Ништо не е оставено на случајност. Ништо не смее да се уништи при транспорт. И ова не е за мене, прстен исто така за мајка ми, кој што е како тенекиичка буквално. Мислам, очекувано е ова, верувам. Овде прстенот се шири, се, нели, adjustable, што би рекле англичаните. При крај сме, еве, ова се едни стикери, кои што јас, па не знам, мислам дека во првото видео спомнав дека не сум некој кој што сака шаренило и такви лепенки, мепенки по дома да става, ама пчели многу сакам и една од нив сигурно ќе оди на едно место, ќе ви сликнам на кое место ќе оди тоа. Не планирам сигурно сите да ги залепам некаде. Ај ќе видам. Вака убаво изгледаат, големи се, не очекував дека ќе бидат волку големи. Вака барем се квалитетни на изглед, убави, јасни бои, кристални бои. Така што не сум разочаран, задоволен сум од ова. Следно нешто, боже, какво е ова нешто? Ова го гледав на pranks, на оние видеа кај што се зезаат со луѓе, вештачки јазик. Знаете? Кога се дерат, мамо дојди, јазикот, што е, ма што се дереш, јазикот.
и ќе го извади јазикот и мајка и лимја ќе фати. Oh God! Не знам дали ќе успеам некој да извадам од памет лимја да фати и јас. Ама ќе видиме. Ама мириса одвратно. Одвратно мириса. Сум гледал видеа кај што ги бодат уста и не знам како ги бодат уста и зошто ги бодат уста. Може да ги дезинфецираат, може да ги стават на вриење пред да го направат тоа, не знам. Или па не име гајле. Си викаат кинезите, сигурно се фини и мислат на нас. Да не ни биде ништо од нивните производи, аха, како не. Ова, многу сакам да го пробам и покрај тоа што не е за убаво, против главоболки пишува дека е, демек некој си магнет, и се става тука вака на рака, на дланка, ете, adjustable, се шири и кога го ставаш тука, демек некоја точка се погодува и главоболката магично ќе исчезне, а некои би ја коментирале дека е добри за анксиозност. Ајде ќе пробам, не дека нешто ќе изгубам, ама не сум нешто преубеден дека ќе помага, дека ќе функционира. Ама ако функционира, дефинитивно ќе ви го препорачам. Видеово мое требаше да не биде 30 минути, ама кој знае дали ќе успеам во тоа. Па се ако ви се гледа окей, ако не ништо. Ова се интердентални четкички. Мислам дека 20 ли беа? Сега ќе видам колку точно ги има внатре во пакетчето. Кај сте? А, да, 20. Portable. Демек можеш да ги носиш и у джеп. 102 денари оригинална цена, некаде 82 денари, 80 денари ме чинеле, 4 денари парче. Многу ефтино, затоа ги купив. Имам веќе користено и ми одговараат за забните мостови што ги има. Уште два производа имаме. Овакви нешта кога ќе видам, па добро, 90% од нештата до душа, ама вакво нешто, не знам зашто конкретно кога ќе видам, секогаш си викам зошто побогу вакво нешто би нарачувале онлайн. Кога вакви нешта постојат 2 века веќе по продавниците и пазарите кај нас. Ова се тркатанци, глупости. Нема доволно место во кадарот, ама ова е една таква прекривка, какви што има за перални, ова за врз микропечка, да ја покриеш микропечката и од секоја страна, од лево и од десно, има по 2 вакви тука джебови, во кои што на фотографиите сугерираат можеш да ставиш супи, зачини и такви ти некои работи. Океј си е, не е лошо. И последното нешто, кутивче, ми се чини, уствари не ми се чини, сигурен сум дека е навлажнувачот воздух. Ова нешто ми се чини, се нешто ми се чини мене, дека е играчка. Не знам зашто така ми делува, многу е ефтино, стварно е многу ефтино. Колку ова? Околу 85-90 денари од прилика сум го платил. Добро, треба да проверам убаво, не бев сигурен, да, ете. Треба вакви филтри, тука има едни. Требаше да си нарачам и резервни, затоа што овој сигурно ќе отиде за брзо време. Кинеска работа, you know what I mean. Работи на USB. Тука, според она што досега го имам прочитано, се става вода. Некои беа пишале дека без проблем можеш да ставиш и етерично масло, за да ти мириса собата, ама не сум сигурен дали во ваквите ефтини модели тоа е исплатливо, зашто можеби ќе го затне и ниша од бизнисот. Ништо посебно, значи овде има копче да го вклучиш on-off, овде ти е влезот за полначот, кабелчето и овде има сијаличка, претпоставувам дека кога ќе го вклучиш треба да светне, за да ти покаже и докаже дека е на вистина вклучено. Мене ми се чини дека јас нарачав плаво, а не бело, сепак сум нарачал. А баш се изнервирав кога видов дека е бело. Чудно. Добро, веројатно, окей. Не е лошо вака на изглед. Материјалот делува ефтино, лесно, ама од оние коментари што ги прочитав, луѓето се задоволни за тие пари. Не очекувам дека ќе
ќе го трансформира воздухот во цела соба. Тоа е тоа. Тука го завршувам овој хол. Кажав, ако сакате да дознаете на кој начин може да добиете 20% попуст, пишете ми долу во коментар. Ако имате некакво било какво прашање поврзано со производите кои што ги видовте, повторно пишете ми во коментар. Одговарам на сите, немајте гајле. Ќе се справам со секој од вас, не е проблем. Ако имате било какво прашање поврзано со онлайн нарачки, со Тему, со AliExpress, со што и да е, слободно обратете ми се. Имам доволно време на сите да ви посветам внимание и со љубов да ви објаснам, затоа што е убаво човек на човека да му помага, а особено во вакви предпразнични денови кога треба сите нели малку да бидеме почовечни и да го зголемиме, да ја зголемиме дозата на емпатија. Јас го очекувам веќе третиот па и четвртиот пакет од Тему, така што сум сигурен дека веќе следната недела повторно ќе се дружиме. Се надевам дека не ви беше предолго ова видео, ама како што реков претходно, ако на некој не му се гледа, може да не гледа. Значи никој не е натаран со ланец врзан дека мора да го изгледа цело видео. Слободно, само прелистајте го, прерипнете го, прескокнете го, што сакате правете. Значи ништо не е задолжително, се е само за забава. Ве поздравувам и посакувам преубав остаток од денот, ноќта, што и да е. Чао!